Многу е тешко за било која влада да направи некој чекор кој што ќе биде во спротивност со мислењето од 82% од незините гласачи доминантно, иако е тука направена разлика по етничка припадност, гласовите на најголемата владеачка партија најмногу доаѓаат од македонската заедница и јас не бив многу оптимист дека таков чекор би се направил согласно овие сегашни услови. Тука доаѓаат неколку можности, оние гаранции што ние ги споменуваме од страна на европските институции, од страна на останатите држави членки, може да имат некакво влијание, но според мене најдобрата гаранција би била создавање на подобра атмосфера со самата Бугарија и бугарското општество и евентуални чекори кои што би можеле да бидат направени од страна на бугарските институции. Сега ние, за да бидеме коректни, мислам дека ако ги анализираме позициите на бугарското собрание со оние документи, декларации кои што беа донесени таму, онаа што последна е усвоена таму, ми се чини дека тогаш беше при крајот мандатот на владата на премиерот Петков, декларацијата која што беше усвоена со поддршка на гласовите освободувањето на партијата ГЕРБ на поранешниот премиер Борисов, во суштина е поумерена од онаа што беше претходно донесена од страна на истото тоа собрание во однос на некои прашања поврзани со историјата или пак со некои идентитетски прашања во однос на нашиот идентитет. Така што можно е внатре во бугарското општество и на бугарската политичка сцена да се направи некаков чекор кој што ќе ги зајакне оние умерени ставови кај нив и ќе придонесе за релаксирање на позицијата кај нас, односно намалување на ова екстремно висока бројка која што смета дека овие сегашни услови се неприфатливи. Колку што сватев и колку што ми е јасно, одложеното дејство не е опција. Мислам дека беше и Марта Кос која тоа го кажа меѓу редови и други, потоа и Вархеј мислам дека во една прилика го спомена дека нема да дојде до такво нешто, односно дека не се расположени за такво, но тоа не е последната можност која е исцрпена да видиме што друго ни стои на маса како потенцијал, за да направиме, како што реков, некаков патоказ и некаков поизвесен модалитет преку кој би се движела нашата евроинтеграција, која не би удирала стално од нови ѕидови, затоа што мислам дека компромисот на капацитетот за компромис на нашата држава е веќе комплетно исцрпен, што го покажуваат и овие прилично драматични бројки. Инаку само за волја на вистината да кажеме, заради ајде да имаме ситуацијата и во Бугарија, во предвид ова се отприлика истите бројки, како и во Бугарија на граѓани кои велат дека Македонија не смее да стане да ги почне преговорите без да ги стави нели бугарите во устав и да ги исполни оние барања кои на почетокот, и тоа треба да го кажеме, беа прилично мегаломански, па успеа да се сведат во оние кои се во преговарачката рамка. Значи од историската комисија, завршивме со историската комисија, со говор на омраза, со отварање на нели архивите во периодот од 45 до 91 и така натаму, со не знам делот за уставот и така натаму. Првите, пошто бев во тој период прилично детално брифиран, ако граѓаните дознаат какви беа првичните барања или ако се сетат, пошто се пишуваше за тоа, веројатно овие податоци ќе одат уште порадикално во негатива.